Добро дојдовте во Урбаните вести. Председателот Ѓорги Иванов денеска на Македонската опера и балет и додели орден за заслуги за Македонија по повод 70 години од основањето, а особено за успешното презентирање и промовирање на македонското и на светското творештво од областта на оперската и на балетската уметност, со што исклучително придонесе за збогатување на македонските културни вредности и за афирмација на Република Македонија во светот. Во продолжение следуваат денешните настани. Одбележани денот на победата и денот на Европа во општина Газибава. ЗЕЛ збара до петок да се изнајде решение за мандатите на градоначалниците. Расте бројот на домашни компании, партнери на странски фирми во економските зони. Порибени водите на Вардар. Вечерва започнува Евровизија. Делегација од општина Газибава, предводена од градоначалникот Тони Трајковски, со положување на цвеќе пред споменикот на Методија Андонов Ченто во паркот Ченто, беше дел од одбележувањето на Денот на победата и Денот на Европа. Со пригодна свеченост и положување цвеќе пред споменикот на Методија Андонов Ченто во паркот Ченто, општина Газибава го одбележа 9 мај, Денот на победата и Денот на Европа. Денеска земјите од Европската Унија традиционално го слават Денот на Европа. 66 години откако министерот за надворешни работи на Франција Роберт Шуман го говореше познатиот говор, во кој повикува на обединување на Европа. Општина Газибава традиционално секоја година овој ден го одбележува пред споменикот на Методија Андонов Ченто, пред споменикот на првиот председател на президиумот на АСНО Методија Андонов Ченто. Свежо цвеќе положија делегација на општина Газибава, предводена од градоначалникот Тони Трајковски, делегација од Советот на општина Газибава, предводена од председателот на Советот, делегации на урбаните и местните заедници, Сдруженијето на пензионери од Газибава, делегација на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и Газибава и жители на општината. ЗЕЛ збара до петок да се изнајде решение за мандатите на градоначалниците. Во кинотеката на Македонија со проекција на 28 Пандиловци. Филм од најновата руска продукција во режија на Ким Дружинин и Андреј Шалопа ќе биде отворена неделата на рускиот филм, посветена на одбележувањето на Денот на победата над фашизмот. Проекциите ќе се одвиваат до 13 мај. Период во кој публиката ќе може да проследи уште 4 наслови и од Кинотечниот фонд на Русија, посветени на темата на татковинската војна. Со филмот 28 Памфиловци во режија на Ким Дружинин и Андреј Шалопа од 2016 година, вечер во Кинотеката на Македонија ќе почне филмскиот циклус Руски воени филмови, тоест филмска недела по повод Денот на победата над фашизмот. На програмата која Кинотеката ја организира во соработка со амбасадата на Руската Федерација во Македонија, до 13 мај ќе бидат прикажани уште 4 руски филмови со воена тематика. Филмот 28 Панфиловци ја раскажува приказната за легендарните 28 војници на Црвената армија од 316-та пешадеска дивизија, кои под команда на генералот Иван Панфилов во студениот ноември 41-та година со денови се спротивставувале на 54-те нацистички тенкови од 11-та панцер дивизија кои напредувале кон Москва, иако биле вооружени само со стандардна опрема, Мосин, Нангант, пушки за пешадија и митралези, кои се бескорисни против тенковите и со сосема несоодветни против тенковски гранати. Тие неуморно, непокорно, со невообичаена храброст и непоколеблива посветеност се бореле за да заштитат Москва и нивната татковина. Новиот филмски воен спектакл 28 Панфиловци предизвика различни реакции во филмскиот свет, реакции што непринципиелно и лаички излегоа надвор од критичката обсервација, пригодна за еден филм. Независно од тоа, мора да се каже дека се работи за исклучително филмско остварување, што ги надминува рамките на жанрот. Филмот е реализиран супериорно со најсовремена техника и функционира на сите нивоа: драматургија, режија, актерска игра, техника, информира Кинотека на Македонија. 28 Панфиловци е снимен со буџет собран со помош од донации, така наречено
краудфандинг. Биле собрани повеќе од 34 милиони рубли, односно над половина милион евра, со што овој филм станал најуспешен краудфандинг филмски проект во кој донирале 35.086 луѓе, сите наведени на одјавната шпица на филмот. Председателството на ЗЕЛС апелира до парламентот до петок да изнајдат решение за ингеренциите на локалната самоуправа. Една од можностите која ја посочија е измена на законот за избори, односно да се пролонгираат мандатите и да се одреди нов датум за локални избори. Председателството на ЗЕЛС на чело со председателот Коце Трајановски денеска изрази загриженост за состојбата која следи во локалната самоуправа. Трајановски посочи дека јавноста мора да биде убедена дека ниту еден градоначалник или совет нема да носи одлуки кои не се законски, затоа што во спротивно ризикуваат да преземаат противправно поведение. Министерството за локална самоуправа и Министерството за правда го известија ЗЕЛС во текот на месец март дека применувајќи ги одредбите на изборниот законник, мандатот се смета дека треба да престане на 15 мај оваа година. Од ЗЕЛС укажа и на изборниот законник со кој се утврдува дека локалните избори ги распишува председателот на собранието и истите треба да се одржат во првата половина на месец мај. Постапувајќи по ова толкување, издадено од овие два органи на управата, нашиот страв е дека ќе настанат последици по нормалното функционирање на локалната самоуправа, одното истата нема да може да ги извршува своите функции со оглед на тоа дека ниту советот ќе носи одлуки, ниту градоначалникот ќе има право истите да ги спроведува или да одлучува за права и обврски кои му се утврдени како надлежен со посебни закони. Ќе ги споменеме само некои од тие клучни надлежности, иако со посебни закони се уредени повеќе изречени надлежности на општините и на градоначалникот. Значи, нема да можат да се издаваат градежни дозволи. Градежното земјиште со кое управува локалната самоуправа веќе нема да се оттуѓува или да се дава под закуп. Околу 5.000 вработени во локалната самоуправа нема да примаат плата. Околу 10.000 вработени во јавните општински претпријатија исто така нема да примаат плата. Околу 30.000 вработени во основното средното образование, како и во градинките, исто така ќе биде доведено во прашање примање на нивниот личен доход. Ќе се доведат во прашање функционирање на општинските јавни претпријатија, особено тие кои што се субвенционирани од страна на локалната самоуправа. Тоа значи дека јавниот превоз нема да има јавен превоз, пред се зборуваме и за градот Скопје и за другите општини кои што имаат јавен превоз. Може да се доведе во прашање и испораката на вода, собирањето на светот и другите надлежности кои што се во рамките на јавните претпријатија. Исто така ќе биде доведено во прашање функционирањето на противпожарната служба, бидејќи ќе нема да примаат плата и ќе не може да ги подкријат трошоците за нивно функционирање. Исто така ќе биде доведено во прашање функционирањето на културните институции, на градинките, на образовните институции на локално ниво, исто така музеи, театри, домови на култура, спортски објекти, зоолошки градини и слично. Нема да може да се склучуваат и бракови во државата, значи тоа може да се случи. Само да потсетам дека при секое склучување на брак, официјални сведоци се представници на општинските совети. Ќе престанат сите започнати и ќе запрат планираните инвестиции, како во инфраструктурата на општините, така и во сите други објекти кои се во надлежност на локалната самоуправа. Нема да може да се врши исплата на комунали како струја, на вода и слично во сите институции на локално ниво, што ќе значи дека истите институции, а пред се градинките и училиштата, ќе треба се затворат и децата да се испратат дома. Председателството на ЗЕЛС апелира и сугерира парламентот на Република Македонија најдоцна до петок оваа недела да изнајдат решение за оваа состојба, за да не се доведат граѓаните во положба која никој не ја посакува. Една од можностите е измена на изборниот законник, наместо првата половина на мај да се утврди нов датум за одржување на локалните избори и да се направи измена на законот за избори во однос на мандатите на градоначалниците и општинските советници. Расте бројот на домашни компании и партнери на странски фирми во економските зони. Странските компании бараат партнерство во локалните добавувачи, затоа што тие се пофлексибилни, можат побрзо да се приспособат на барањата на странските партнери и да ја искористат близината и намалените транспортни трошоци.
Асоцијацијата на автомобилската индустрија во рамките на Советот на странски инвеститори при Стопанската комора на Македонија денеска на редовна седница која се одржа во просториите на фабриката за автомобили Ванхол расправаше за модалитетите за зајакнување на соработката на странските инвеститори во слободните зони со домашните компании со цел нивно поефикасно интегрирање во локалниот сининџир на добавувачи. Како што истакна Аврам Стојчевски, председател на Асоцијацијата на автомобилска индустрија, директор на Ванхол Македонија, целта е да се соберат на едно место најрелевантните странски инвеститори од автомобилската индустрија и домашните фирми. Целта на настанот е да се соберат на едно место најрелевантните странски инвеститори од автомобилската индустрија кои што работат во и надвор од технолошко-индустријските развојни зони од една страна и домашните фирми кои или веќе се со капацитет да работат како добавувачи или имаат желба таква соработка да остварат во иднина. Стојчевски нагласи дека работната средина во која работат македонските работници во автомобилската индустрија ги задоволува сите пропишани стандарди за заштита при работа, како и стандарди при организација на работните места, обезбедена организирана исхрана и превоз, а кои што стандарди се минимум еднакви, а најчесто и ги надминуваат истите на своите мајки фирми во странските земји. Странските компании бараат партнерство во локалните добавувачи, затоа што, како што рече, тие се пофлексибилни, можат побрзо да се приспособат на барањата на странските партнери и да искористат близината и намалените транспортни трошоци. Локалните добавувачи се пофлексибилни, можат побрзо да се приспособуваат на барањата на странските партнери и да искористат близината и намалените транспортни трошоци да бидат поконкурентни. Со продлабочување на соработката со странските компании во Македонија, нашите компании понатаму стануваат конкурентни и ќе можат да излезат и надвор од границите на нашата земја, како во регионот, понатаму и во Европската унија, но и поглобално. Бројот на домашни компании кои испорачуваат делови и компоненти за странски фирми кои работат во слободните економски зони е во пораст. За сега 10% од годишниот обрт на Ванхол е со македонски фирми. Бројот на вработените од сегашните 870 до крајот на годинава ќе достигне 1000, а во септември почнува со работа втората производствена линија, со што капацитетот ќе достигне 1000 автобуси годишно. Над 200 домашни фирми соработуваат со оваа фабрика, испорачувајќи разни делови или услуги. Денеска во водите на реката Вардар беа пуштени 10.000 парчиња македонска ендемична пастрмка. Порибувањето на Вардар е со цел да се овозможи заштита на македонската пастрмка како дел од богатото природно наследство, избогатување на туристичката атракција преку развој и промовирање на висококвалитетен рекреативен и спортски риболов. Во организација на град Скопје, Македонската риболовна федерација, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Државниот земјоделски инспекторат и Министерството за животна средина и просторно планирање денеска во водите на реката Вардар кај хотелот Александар Палас беа пуштени 10.000 парчиња македонска ендемична пастрмка. Целта на проектот е да се овозможи заштита на македонската пастрмка и вретен народ, а со тоа изголемување на бројноста на популацијата во течението на реката Треска, вклучувајќи ги и акумулациите Матка, Света Петка и Козјак. Доколку ова не се направи, постои реална опасност за секогаш да се изгубат овие специфични видови риба, наше природно богатство и символ. Исто така проектот ќе придонесе за заштита на македонската пастрмка како дел од богатото природно наследство, збогатување на туристичката атракција преку развој и промовирање на висококвалитетен рекреативен и спортски риболов, подигнување на свеста кај јавноста, зајакнување на улогата на туризмот и учество на заедницата во туристичките активности, со цел да се воспостави економски возможен, одржлив и локално базиран еколошки туризам. И покрај редовното одржување на зеленилото во општина Аеродром, општинските комунални служби тешко се справуваат со несовесните возачи, кои континуирано го уништуваат зеленилото при несоодветно паркирање на автомобилите.
Општина Аеродром апелира до граѓаните да не ги паркираат своите возила на зелените површини, со што се уништува блоковското зеленило, а многу често се оштетуваат и дрвјата што неодамна беа насадени. Како што информира Општина Аеродром, до нив стигнуваат поплаки, проследени со фотографии на кои се гледа како несовесни граѓани ги паркираат своите возила на тривници и на површини со хортикултурно уредување, а неретко на фотографиите се гледаат и искршени дрвца. Од општината информираат дека нивните комунални служби во соработка со град Скопје секојдневно работаат на одржување и разубавување на зелените површини и парковите во Општина Аеродром, а при тоа ги повикуваат и граѓаните да бидат нивни сојузници во обезбедување на чиста и убава животна средина. Вечерва започнува Евровизија. Со премиерата на Травијата од Верди, вечерва започнуваат 45-тите мајски оперски вечери. На фестивалската програма годинава се 5 опери и 3 балетски представи, 2 солистички рецитали и 2 изведби на мюзиколот Тајно моја, а покрај македонски изведувачи ќе настапат и гости од повеќе земји. 45-тите мајски оперски вечери, вечер традиционално на 9 мај, ќе бидат отворени со премиера на Травијата од Верди, нова постановка во режија на Верина Штојбер од Германија и со сопранистката Ана Дурловски во насловната улога. Представата ќе биде репризирана на 11 мај. На фестивалската програма годинава се 5 оперски и 3 балетски представи, 2 солистички рецитали и 2 изведби на мюзиколот Тајно моја, а покрај македонски изведувачи ќе настапат и гости од повеќе земји. Травијата е најавена како ново читање на најпопуларната и најизведувана опера во македонската опера и балет. Овој пат е во режија на Верина Штојбер од Германија, сценограф и костимограф е Софија Шнајдер, кореограф е Саша Ефтимова, а диригент Джанлука Мартиненги од Италија. Сопраната Ана Дурловски истакна дека со новата Травијата публиката во Скопје ќе може да види повисока оперска класа и театар каков што се прави во Германија, каде ликовите и нивните релации се подлабоки. Таа соработувала со режисирката Штојбер во ист ансамбл во Германија, меѓу другите и за операта Травијата. По репризата на Травијата на 11 мај, следен фестивалски термин е 13 мај и операта Севилскиот Бербер на Росини во изведба на Српско народно позориште од Нови Сад, а следниот ден ќе гостува опера Нова од Киев со операта Јов. На 28 мај е Мадам Батерфлај од Пучини во изведба на Националниот театар на операта и балетот од Тирана и на 31 мај мајските оперски вечери традиционално ќе завршат со Вердиевата Аида, а оваа година во главните улоги ќе бидат солисти од Турската државна опера од Истанбул. Балетските изведби ќе почнат утре вечер на 10 мај со представата На пат на Хрватско народно казалиште од Сплит по музика на Јохан Себастијан Бах на македонскиот кореограф Игор Киров. На 20 мај е балетот Лебедово езеро на музика на Чајковски, на кој со солистите и балетскиот ансамбл на МОП ке настапи оркестарот на државната опера од Пловдив, а на 26 мај ќе биде изведен балетот Клеопатра. По 6 прикажување на Тајно моја во март и во април, мюзиклот посветен на Тоше ќе има 2 изведби и во рамки на мајските оперски вечери на 16 и 17 мај. На фестивалот ќе бидат одржани и 2 солистички рецитала со првенците на МОП. На 18 мај е сопранот Весна Гиновска Илкова во придружба на пианистката Кристина Светиева и на 23 мај басот Игор Дурловски, придружен од пианистот Диној Мери. Од македонската опера и балет најавија и настан за најмладите, представата Пролетна приказна на музика од Стојан Стојков и настап на детскиот хор Фалсето. Вечерва започнува изборот за песна на Евровизија. Нашата представничка Јана Бурчевска со песната Dance Alone е најдобро пласирана од земјите во регионот на 22 место. Јана ќе настапи на втората полуфинална вечер на 11 мај, додека големото финале ќе се одржи на 13 мај. Изборот за песна на Евровизија 2017 почнува вечерва во Украина во меѓународниот изложбен центар во Киев. Нашата представничка на годинашниот избор Јана Бурчевска со песната Dance Alone е најдобро пласирана од земјите во регионот на 22-то место. Јана ќе настапи на втората полуфинална вечер на 11 мај, додека големото финале ќе се одржи на 13 мај. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека повеќе делови од Скопје во текот на утрешниот ден ќе останат без електрична енергија.
Без струја утре од 11 до 13 часот ќе бидат корисниците од дел од улицата Петре Пирузе во општина Карпош. Како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, прекинат е поради технички зафати во електромрежата. Од 8:30 до 15 часот без електрична енергија ќе останат и корисниците од дел од село Сандево во општина Чучер Сандево. Без струја од 9 до 10 часот ќе бидат и корисниците од делови од улиците Брсјачка Буна, Пелагонија, Злетовска и Нов Живот во општина Шуто Ризари. Вечерва во спортските вести ќе гледате. Во Торино се игра првиот ремаш надпревар од полуфиналето на Лигата на шампионите помеѓу Јувентус и Монако. Ракометната репрезентација на Полска остана без селектор откако Талан Душебаев си поднесе оставка. Српскиот тенисер Новак Џоковиќ е пред ангажман на нов тренер. Golden State Warriors со 4:0 победи ја затвори серијата против Јута Джез. Гледате спорт и околу спортот веднаш по вестите. Утре предпладне на запад се уште ќе има локален дожд со слаб интензитет. Од четврток до сабота времето ќе биде стабилно со умерен до засилен јужен ветер и со значителен пораст на дневната температура на воздухот, особено во петок и сабота. Многу топло се очекува да биде во јужните делови и долж Повардарието и температурата на повеќе места ќе достигне над 30 степени. Матема Метео е во продолжение. И уште една информација пред самиот крај. Општина Карпош денеска традиционално ќе го одбележи големиот празник на ромите испраќање на Ѓурѓовден. Локалната самоуправа по седми пат организира дружење на 760 граѓани роми од Карпош на локалитетот кај амфитеатарот на кеот на реката Вардар. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести. Имајте пријатен остаток од денот. Довидување.